Нови катни гаражи, 5 кружни текови, изградба на велосипедски патеки, но и затворање на дел од улиците во централното подрачје и нивно претворање во пешачки зони, најавуваат од граѓанската иницијатива за наше Куманово. Кандидатот за советник Стефан Петковски најави изградби на катна гаража во близина на градскиот плоштад, како и подземна со голем капацитет на локацијата Чоробенско ќоше во рамки на нова општинска зграда. Ке изградиме 5 нови кружни текови на клучни локации. Првиот на крстосница помеѓу улиците Бајрам Шабани, булевар Трета МУП и улица Гоце Делчев кај локалитетот Серава. Вториот на крстосница помеѓу булевар Октомвриска револуција и булевар Трета македонска ударна бригада. Третиот на крстосница помеѓу булевар Октомвриска револуција, улица Доне Божинов, значи во близина на бензинската станица Мак Петрол. Четвртиот на крстосница помеѓу булевар Трета македонска ударна бригада и улицата Тоде Мендол. Тоа е кај градскиот пазар. Петиот на раскрстница помеѓу булевар Октомвриска револуција и улицата Видое Смилевски бато кај влезот во село Проевци. Во програмата на иницијативата за наше Куманово е предвидено и воведување на пешачки зони во 2 фази на дел од улиците Илинденска и Маршал Тито и на дел од улиците Народна револуција од раскрсницата со улицата Трета МУП до Комитет и дел од улицата Ленинова. Секоја општина мора да има развиена велосипедска инфраструктура. Поради тоа, нашите цели по локалните избори се редефинирање на постоечките сообраќајници и обезбедување на континуитет со движење на велосипед по сигурни и безбедни траси со формирање на велосипедски прстен во 2 фази. Ке го решиме проблемот со паркирање преку поставување на модуларни еднокатни паркиралишта на локација Берза, на влез во Куманово, паркингот кај фабриката Искра, до згради на булеварот Октомвриска револуција во близина на зградите К4 и К5. Како приоритет во подобрување на сообраќајната инфраструктура е реконструкција и изградба на тротоари, ослободување на постојните од паркирани возила со метални столбчиња и дополнителна урбана опрема. Планирани се и средства за успорување на сообраќајот на повеќе локации во градот во близина на училиштата, дополнуваат од иницијативата за наше Куманово, повикувајќи ги граѓаните на 17 октомври да им дадат поддршка бидејќи имаат план и визија за развој на општината.